Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојдовте. Уште едно издание, еве понеделнички ја започнуваме оваа недела, ќе биде преполна со гости, колку да ми ги видите очите, денеска со капче ќе бидам и се почесто, се потешко е фризура да се одржува, некако со брадава и така, ма фризура коза на телевизија, така што, ајде, IQ-во малце нешто и ќе каже. Драги мои пријатели и пријателки, вечерва ќе имаме две емисии во едно, од 20 до 21 часот, значи почнувајќи од сега, како што е најавено на Facebook, ќе биде посветена емисија за шармот на Скопје. Имено, ја имам отворено YouTube страница, собирам материјали, имам Facebook страница и работам на материјали на собирање за шармот на Скопје. Мојот работен наслов на проектот е Дискретниот шарм на Скопје. Што значи сега за мене дискретен шарм на Скопје? Знаете, Скопје има лендмаркс. Значи, тоа се работи кои се препознатливи. Дали е тоа аквадукт, дали е тоа калето, дали е тоа водно, дали е тоа природно, дали е тоа историско нешто. Има работи како што е камениот мост. И тоа се општо познати работи. Старата чаршија не треба да видна, но постојат работи кои низ децениите на живењето изникнале затоа што такова била душата на луѓето кои живееле во него. Значи, шармот на Скопје не се само објектите, туку и начинот на живот во одредени периоди на овој град. Ја не знам дали ме разбирате, зборам, бидејќи потребни ми се многу емоции и се надевам дека тоа ќе го разберат моите колеги, малце да бидам фокусиран, бидејќи не можам текст да напишам на ова, а спремам монографија. Што е шармот на Скопје, според мене? Се обидувам да го фатам периодот од 1960 до 2020 година. Првен ми започна како идеја за ноќниот живот. И сега ноќен живот, дискотеки, па кафетеки, па кафичотеки. И полека како разговарам со луѓе, прво што, уствари, во суштина, прво едно што научив. Нема да идам, слушај, овој го знае, овој е хроничар, овој е историчар, се е тоа во ред. Но мене ми треба лична и интимна приказна, каква што сум ја имал јас, каква што имал секој. Не секој го доживува Скопје онака како што хроничарите го имат. Има за некој легендата на Скопје улица Македонија. Овој вика, не. Улица Водњанска таму, кај тоа, кај каналот, тука на ќошот. Тука какви гевреци сум купил, какви ова, какви она. Може малце да олабаите само? Само да олабаите, горе и доле. Има една работа што започнува во Скопје, а сакав да ја правам како емисија, ми беше првин за, зборевме за едно, за друго, зборевме за места, за дискотеки, 60 години, 70, 80, 90, гости имав, каде били игранките, спортските настани и така натаму. И доаѓа нешто, знаете, како и се, вкусот. Еден град и духот на едно време иде преку вкусот. И не секогаш истите работи со ист квалитет и со исти вкус овие децении се случуваат низ градот. Она што сакам да ви го кажам е да го оставиш широкиот кадар, седни, сурфај и ако овој одгоре уште едно ще прати, ќе го фрлам од прозор. Не, стварно ми ја кинете мислата. Два пати ми искина емисија. Ке искинеш и сега по трет пат. Немој. Ама немој сега. Скопје, кога станува град, има потреба да ги нахрани луѓето, да ги забави луѓето. Една од епицентрите на градот, на случувањата,
беа сладкарниците. И обично тоа беа неколку сладкарници кои ден денеска се уште ги зборите, се уште ги славите, дали тоа било Апче, дали тоа било Крин, дали тоа било некоја друга локална. Но обично ја многу добро ги памтам, затоа што нели се гледа дека ги памтам, тоа беа сладкарници со 2-3 производа. Тулумба, еклер, индијанките доаѓаат многу подоцна. Памтете ми го зборот. Баклава можеби, боза, лимунада. Толку се сведуваше. Семкарниците имаа семки и кекерики или блебија, сончогледот подоцна доаѓа. Памтете ми го, немаше сончоглед 50-60 години. Тоа е малце помодерна работа се случува околу 70-ти. Но не е битно сега да не се фаќаме за ова. Најфасцинантното нешто што, сега ќе ви објаснам зошто и што барам од вас, зошто барам да се фатите за телефоните. Неколку пати го имам правено за овие 20 години и можам само да кажам дека е трагедија. Заборав крај. Скопје и тие што го водеа Скопје, и тие што го тераа бизнисот во Скопје или работата и така натаму, има многу добар сенс што на Скопје му треба. Идеалното преку тоа го согледав ја преку ванила. Сладкарниците ванила. Немам точен податок затоа што не постои кога е формирана ванила, не постои јавно, сакам да кажам, не постои достапно, еве да отворам и да ви читам за историјата на ванила, логото на ванила, сето тоа не постои. Зошто? Затоа што некаде во 80-ти години Житолукс го купува и све иде. Не се, да ве подсетам. Ванила беше скопски продукт. Тоа беа продавници, сладкарници, некогаш со седење, некогаш само трафики, и клучните работи кај нив кои можеа да се купат беа и благо и солено. Ванила во суштина беше сладкарница и имаше спектакуларни сладкарници, како на улица Македонија, тогаш Маршал Тито, крши кино Вардар, каде што во излогот секогаш имаше огромни коцки од неколку кубици на таа налва, каде што се продаваше еклер, тулумба, грклани, падобранци, шампити, кремпити, лења пита. Најубавата лења пита што сум ја пробал. Само у Грчка најдов нешто слично како ова, но не е исто така добро. Легендарните нивни торти со маргарин. Дали ви текнуе тортите во ванила? Тоа беше сите стандардни и шарани со оние тешки кремови и со цветови од ружа, од рози, горе на таа, да речам, чоколадна глазура. И немаше роден ден, немаше имен ден, немаше прослава, да немаше таква торта. Сегде. Ретко кој готвеше или имаше друго, ванила снабдуваше со торти. И ќе ве подсетам на уште еден нивни производ. Не мора да ме подсетјате ако некој производ сум заборел, например, марципанот нивни. Ја го памтам и имам зашто да го памтам. Кремовите, чашите со крем. Значи, стаклена чаша како за сладолед, дебела, во неа крем, како пудинг, но нешто повеќе од пудинг, со нешто од озгора. Сега, велат, луѓето со носталгија се сеќаваат на тие вкусови. Луѓе мои, ја ќе ви кажам дека беше изворедно. Затоа што во тоа време немаше такви конзерванси како денеска и засилувачи на вкусот. Значи, полномасно млеко, путер маргарини, најчисти што може да биде, и тоа беше вкусот, не се штедеше на ништо, а беше преевтино. Но врвот ванила го достигнува, со низината продавница крши рекорд во строгиот центар на градот, заборив како се вика улицата, нема везе, знаете, автобуската станица, веднаш до фотоцентар, порано беше Житолукс тука, после продавница и така натаму, не знам која ја има сега. Позади
произведуваа бурек. Тој бурек, значи сега ќе ви кажам, не можете да се расправате, бурекот ваму у чаршија или бурекот у овој, бурекот у оној, ваму или таму. Бурекот од ванила не само што беше најдобриот бурек во Скопје, не само што беше најдобриот бурек во Македонија, бурекот од ванила беше најдобриот бурек секаде во сите земји каде што се прави бурек. Зошто? Затоа што прво корите не беа тегнети и мкнети онака како што стандардно се прави, туку беа многу попрофесионално, многу потенко. И кога ќе излезеше бурекот, не беше тоа она меко сунгерасто премрсно тесто, па туку корите му беа толку уедначени, а сепак завршуваа со малку поголем слој на крцкаво, скоро како лиснато тесто. Не можам да ви опишам. Значи, замислете бурек со крцкаво. Грците прават нешто слично. Нешто слично, но они малце претеруваат во нешто и не ја најдоа средината. Старите мајстори велат дека тајната на овој бурек бил во печките кои се наоѓале таму, само таму, не во фабриката ванила. Фабриката ванила произведуваше бурек, го ширеше сегде и тој беше извореден. Но овој овдека го правеа и го печеа и овој беше навистина, имаше посебен вкус. Зошто? Не знам, затоа што сите тави беа спремани на исто место. Дали го спрема овој овде или тавите доаѓа овде, но велат старите мајстори дека заради печките со шамотни цигли. Сега, кој се разбира, ќе му текне. Шамотна цигла е цигла која се ставала во оние зидани печки, стари печки, кои еднаш ако ги загрееш, ако ги грееш 6 сати, они уште 6 сати ќе греат. Тоа шамотната цигла е совршено нешто. Италијаните тоа добро го знаат, затоа кај нас не може да направат добра пица, кога прават дури на дрва, оти не е до дрвата горење, туку е до печката и тие шамотни цигли кои самите зрачат и значи акумулира инфрацрвена енергија и ја зрачи. И тоа е некој камен кој феноменално делува врз храната, совршено го пече. Нити го гори, нити го суши и му прави една таква совршеност. Она што ми е проблем, верувајте, неверојатно малку податоци има. Јас Стефче Јакимовски кога беше, не сега, претходните 2 мандата кога беше кај мене, го молев. Значи, ванила негдека требаше да се наоѓа, ако не се лажам, или на местото на гимназијата Нова, или на местото на Машин Промет. Ви текнуе тафталиче каде збореме позади Олимпико трговскиот центар. Значи тука негде се наоѓа. И тоа не е битно, не се фаќајте за ова да ми објаснувате што било кај било точно. Проблемот е што нема ги рецептите. Кога се појави, неколку продавници се појавија за бурек и пецива, бидејќи во ванила имаше и кифли, и сиренјаци, значи јогурт, и солено, и благо. Совршена беше за јадење и за појадок, и за благо и така натаму. Имаше и сладолед машини сладолед кои вртеа, па ќе ти го извади на корнет, ќе ти го извади сладоледот кој го мешаше тука во живо. Она што, значи, неверојатно малку фотографии, неверојатно нема ги рецептите. Ја кога се појави овие неколку продавници под наслов Стара ванила, се израдував. Викам супер, некој технолог или кој работел или кој ги има рецептите, произведува. Отидов у првата Стара ванила, све им купив по едно да пробам. Нема врска. Блага врска нема. Значи, не дека е тоа лошо, ама блага врска нема со ванила. Нема ги рецептите, технолозите. Неколку ми се јавија во емисија, многу стари луѓе, веќе им бледеат и сеќавањата. Рачунајте дека 80-та година исчезнува ванила. Се претопува во жито, прво во жито Македонија, па после тоа станува жито Лукс и најверојатно некаде во нивните архиви, сега е тоа грчка компанија,
во грчка собственост, треба да се најде некој кој има време, новинар, кој би сакал да истражува, кој би можел секој ден да поминува, ја не можам, или треба емисија да правам, или да копам археологија. Не можам двете работи, нема шанса. И ова е мојата археологија што можам да ја направам. Сега ќе ги отворам овие и телефоните, значи првата тема ќе биде ванила, ќе ги отворам дали некој од вас се сеќава, дали може да укаже некаде некому нешто, ќе ви покажем и со сликите. Значи, рецептот за марципанот, за лења пита, за бурекот, како е произведен, на која температура, дали некој се сеќава на сите тие технологии, биле педантни во тоа комунистичко време, воделе евиденција, такво било правилото. Не биле попавени, се водела евиденција, тоа е негде на рака запишено и во некоја архива скапува. Како да се дојде и дали треба да се дојде, не знам. Едно време Житолукс го продаваше марципанот на ванила и престана. Но мислам дека може би било добро, макар една да се отвори ванила, да се отвори, како место за носталгија, каде што еден дел би бил со тоа, а друг дел би бил како, да речеме, овие популарни што се сега бурекџелници, места за каде што млади ве купуваат, нели, каде што идат и така натаму. Последниот инкарнација на ванила е центарот во градски трговски центар, главното место за собирање и последното скопско корзо. Не е последно, затоа што има уште неколку корза во меѓувреме, децата го идат, вие тоа не го знаете, не го гледате, како што ни нашите родители појма немале кај идеме и кај се собираме, ама ние тоа го знаеме. Еве сега ќе идам дискретниот шарм на Скопје, компјутерот. Дискретниот шарм на Скопје, заборавена ванила. Ванила беше најбројна низ Скопје, спојувањето, дрн, спектакуларните кремови чаша и така натаму. Еве сега да идеме фотографија по фотографија. Ова е ванилата на улица Македонија кај хотел Турист, поточно Маршал Тито улицата, каде што минува и автомобили во тоа време. До неа беше Борово, овдека беше излогот каде што беше обично алвата ставена, нон-стоп имаше огромна количина алва и беше сладкарница со два дела и еден позади, која ќе се направеше голема гужва, обично гужва беше пред и после кино представа, особено нели култура, кино Вардар и така натаму. Ова е собиралиштето, гледате, ова се лоши фотографии во мала резолуција, не може ни поголемо да ви го прикажам. Ова е собиралиштето пред Ванила, градски трговски центар. Значи, овдека е ова снимено, да речеме, уште е денски, 19 часот беше фол. Неколку илјади луѓе, млади, претежно средношколци, тука се собиравме. Еве две дами кои работеа во Ванила. Од тука може да приметите дека во Ванила се продава и готови производи спакувани, видиш, ја тоа сум го заборавил, покрај оние нивни готови направени производи, не се знае ни која година, ни кои се дамите, ни каде е оваа локација и така натаму. Еве култната Ванила во градскиот трговски центар и ова е единственото добро што може да се види од тоа како изгледаше Ванила во тоа време, низиното лого, тоа е со зелени букви на бела позадина, кафе, сладкарница Ванила. Еве го уште еднаш корзото, главно, ова се, гледате колку ретки фотографии, нема, ние се срамавме. Еве единствена, мислам, една од ретките колор фотографии каде што може да се види логото. Ова лого, ја мислам, можам да го направам дури и јас, ракописни букви, кирилица, Ванила, зелени, пола, 2/3 бела подлога, 2/3, значи зелени со бели фонтови,
Ја ова на мајца ќе си го отпечатам дефинитивно. Не, знаете што ми? На страна што сум стар и што сум носталгичен. Ама ова е дел од градот. Потполно е заборавено. Значи, зборам како хроника да се подсетиме на такво нешто. А жал ми е за рецептите, затоа што, па клучното не го кажав. Дали знаете дека, вратиме у кадар, дека ванила имаше една од ретките у Југославија, која произведе свој автентичен кола пијалак. Се викаше ванила кола. Имаше вкус на некаква Кока-кола со ванила. Неколку години подосна Кока-кола почна да произведува ванила кола. Дали се инспирирале, не знам, но да немате сомнеш дека Кока-кола низ цел свет пробува од бози до боршчови, до секакви пијалаци, течни супи, она и од нешто од тоа ќе извади за да произведе во Фанта, во Кока-кола некоја верзија и така натаму и така натаму. Така што добро ја памтам, а знаеш зашто ја памтам? Затоа што ритуал ми беше кога ќе добиев джепарлак да отидам на бурек во центар Карши Рекорд, бурек со месо и тоа месо, брат, ставено како болонјез кога си ставам ја за себе. Мелено месо, онакво, богато, све, лиснато тесто и ванила кола. Не е јогурт, ванила кола. Као да сум бил у ресторан на вечера. Милина. Ова е... добро, ова се фотографиите. Имам ли уште? Немам од овие. Но, еве што во Александар Јачовски, Јацовски или Јачовски. Еве неколку фотографии. Например, ова е пред ванила имаше маси надвор. Ги памтам оние грозни, слекани, црвени јутени како од вреќа, чаршаф и оние пластични, како се викаат, пепелјари. Потоа, еве има уште фотографии. Очигледно дека дали Александар, он лично или татко му, не знам, еве и работел во, ако е ова ванила, мада не ми личи мене на ванила, но не ме фаќајте за збор, кафе, сладкарница, да, и алкохол, све имаше тогаш, брат, мастики, све се пило, што викаше, Тито, волим све што воле и млади. И не патам по Тито. Ја не патам по Тито, вие патите по Тито. Ја патам по Ранковиќ. Мене не ми треба Тито, мене ми треба еден Ранковиќ овде да джигерот да ви го истера. Со Тито меко беше, ама со Ранковиќ немаше лабаво. Ајде да видиме овдека, шега на страна. Тост сендвич, да бе и тост сендвичи правеа. Така е, меѓу првите. Еве пред ванила собира, неверојатно, култно место. Како можеше вакво нешто да, најверојатно и се упропастило и намерно. Добро, го гледаме дека господинот Јачовски бил голем шизик, чим возел мотор Honda со 800 кубика овдека, да, со 2 цилиндра. Машала, машала, па тоа ти е, да си конобар у ванила, брат, пари фрштат на сите страни. И ова е, еве, некоја теревенка во ванила, убаво се гледа, и вина, и шприцери, и се. Ова е чисто како сеќавање, пратени ми се фотографија по фотографија како што се објавени. Ја само се надевам дека некого ќе го инспирирам да, ако ништо друго, даде некакво упат, да не запати, некој патоказ, нешто. Има ли некоја трага негдека нешто од ова култно место? Зборам, премногу е... Еве ги тортите. Еве ги тортите. Ова е и до ден денеска. Мислам, слушај, ова беше неверојатно лошо. Тука да не се лажем. Ама, носталгија пуста. Ете, од шекер направена таа торта со ореви замачкана од страна, целата со шлаки и така натаму и така натаму, тортите на ванила. Познатите торти на ванила. Александар, фала ти за фотографиите, навистина прекрасно. Убаво ќе беше и да имаше некое објаснување, ако имаш, така да би било убаво да испратиш. Еве го Александар, отвара пиво, скопско,
нормално, топло, пошто да добиеш ладно пиво, брат, ти треба да си директор на некој генерал, ослободител од Скопје. За такви се чуваше ладно пиво. Другите ние пиевме топло пиво. Англичаните и велат дека топлото пиво и дека пивото во суштина и топло се пие. Чекај само да видам која е овдека продавницата овдека кај Чичко Стоилко. Не е Чичко Стоилко, ова е Оле Плескавици, не, па Оле Скавици, Плескавици. Распад. Ама нам ни беше убаво, оти не знаевме за подобро, а плюс тоа и гладни, неизживеани. Да видиме овдека, млечен сладолед, она. Да. Бренди и мастика, идеме у војска. Или доаѓаме од војска. Све е ова пред ванила, затоа се и овие, ти благодарам Александар што ги сподели овие приватни, своји интимни фотографии со сите нас, затоа што се на некој начин врзани со ванила, еве внатре во ванила. Весел народ, пие алкохол, ужива, масите преполни со, али среќни сите. Тоа е тоа. Ова е очигледно 80-ти години, нели, ако ништо друго, по колор фотографијата, фризурата и широката кошула ќе препознаеме. Или како вика Кате Новек, живеам карши ванила бивша во Тафталиџе, секоја вечер мирисаше на пecivo, а сега е нова гимназија и секој ден не трујат со издувни гасови од джиповите. Океј. И навечер продолжуваше забавата, гледате овдека прилично мокро е овдека, па дури и чаршавот е мокар. Весело било. И тоа е се што успеав да соберам за ванила. Сега, во 21 часот, ќе биде емисија со двајца гости и ќе биде емисија за метал музика. Значи, скроз друга раја, скроз други луѓе, така што овие 15-20 минути ве молам. Дај ги телефоните и би ве замолил, има ли некој да се вклучи на темава? Дали има нешто да ни даде некоја друга визија, идеја, насока и така натаму. Стефче Јакимовски го прашував и он, како градоначалник на Карпош, не можеше точно да ми каже и да ме упати што и каде и како во врска со стара ванила, барем да ги најдеме списите, актите, предпоставам дека во архивите се чуваат и фотографии и секако најбитно рецептите кои се сега собственост на Житолукс, но може би имаат некои планови за иднина или немаат, или да се откупат, или па јавно да се дадат, па ете ние приватно да се обидеме, да се подсетиме низ нашите кулинарски можности на некои рецепти од младоста. Мада тој марципан дома да го направиш нема шанси, брат, онако што го правеа они, а тек да не збориме па за бурекот. Ја ќе се обидам само да погледнам да видам на Facebook стримот дали ќе има некаков коментар на темава. Како е доктор Јане? Фала добро, све, ама лења питата врв, Цвета, фала ти. Стварно Јанко јаде бурек, фала ти Жико. Браво Јанко, само напред, поздрав од USA, Агрон Лимановски. Фала ви, поздрав до сите вас, но задржете ги малце, hold your horses, ќе имаме деновиве малку повеќе за патриотизам, но сега за ванила, стара скопска шема, шармот на Скопје, има ли некој нешто да каже на темава? Имаме некој на линија? Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, господине. Дали се слушаме? Се слушаме? Да. Јанко, прв пат се јавам. Од Негорци, од Гевгелија. Сите емисии твои ги следам и прв пат се јавам. Немам пропуштено нито една. И сега кога видов, јас бев во Скопје, учев во Скопје, 75-та дојдов во Скопје. И ми направи кејф со емисијава дека
ме посети. Јас во ванила сум преживел од 79-та до 84-та. Секоја чест за тебе. Како ти ги сетнува? Океј, Секоја чест. вака сега. Кажи ми, каде си идел, која ванила ти била главна во и што Трговски, памтиш таму. и Кај што што памтиш од преживувате? неа? Јас таму сум проживел, јас сум постар од тебе 2-3 години. Извини, повтори. Која ванила каде? Во Трговски центар. Во главната идеше, Во добро? главната, да. И тие ги знам, и сите ги знам. Јас го познавам Скопје као Гевгелија. Добро, ај ќе го сватиме ова како комплимент. Како комплимент? Како комплимент да ме сватиш? Иначе не сум пропуштил емисија и сега прв пат се Вака, јавам. фала ти што се јави. Кажи ми, Само јас колку пари имам потрошено, бе, човече. на што? Како ученик, како шо. На што? Знаеш, кејф ми е, штета што сега тоа не по. Знам дека не, јас половина родини ми се у Скопје. Зори, Те прашувам, што купуваше од ванила? Што памтиш? би памтам, јас 75-та имав 15 години кога. Таму, ке врти, не ке се. Се, што дава, сега што покажа. Сладки, тогаш не. Добро, океј. Фала ти што се јави. Имаш ли некоја фотографија ти од тоа време у ванила, околу ванила? Немам фотографија, ме изненади. Да е топло срце. Дали сега ве боли и тебе, и мене, и сите нас, кои можевме да се сликаме и да сликаме вакви работи, ни фотографии немаме од вакви места, И јас кои не немам, значеа. ништо немам. И Не само штета ти, што немам. ретко кој, за жал. Ето, те поздравувам. И јас ти благодарам. Пат се јавам, те поздравувам. Поздрав. Може и ќе се видиме некаде. Жив здрав. Фала за Ајде, јавувањето, лека ноќи и пријатно. Да, ванила остави трага и не само кај скопјани, и оние што доаѓаа, студира, живееа, се преселуваа во Скопје. Скопје да беше по природен наталитет, сега ќе имаше околу 250-300 илјади луѓе, но со доселувањето Скопје скоро се утростручи и нормално дека на многумина ќе се сетат на таа ванила. Битно ми е мене чисто како еден добар лендмарк кој треба, сакам едно досие, ванила, фотографии, лого, убаво, сетото, да има за идни генерации. Океј, одиме со следниот гледаш. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Повелете. Јас сум од постарата генерација Добро. и се сеќавам на еден бурек што се продаваше кај хотел Бристол. Се сеќаваш на тој бурек кај хотел Бристол? Не. Не? Значи, Абе. темава е за ванила. Па не се сеќавам ја дали беше тоа на ванила, али беше прекрасен бурек. Исто како што го кажуваш и ти, сега кај што е во центар. Имате некоја фотографија која е таа продавница, Не, како се нема. викала? Немам сте слушале? фотографија, меѓутоа кога излегувавме, одевме право во ванила да јадеме бурек, а тоа било частење. Во ванила, така. у- А иначе не памтам, јас живеам таму кај хотел Бристол, не памтам да имало околу хотел Бристол. Значи не памтам да околу хотел Па Бристол. добро, може би ти си помлад од мене, меѓутоа ние од матурска вечер сме се Добро. враќале, Која година? па 59-60. 59-60, може да имало тогаш бурек. Добро. Да, ти не знаеш каков бурек имало таму. Фала ви Сме многу. се враќале од матурска вечер, сега не знам дали било ванила, али таков бурек ми останал во сеќавање. Благодарам многу за јавувањето. Значи, не е темата сега да ги откриваме другите
Ќе направиме емисија за бурек, тоа секако, каде има, како се прави, зошто, што ви се допаѓа, што не. Но ве молам, задржете се ако имате нешто да споделите. Но оние наследници, чии ваши блиски работеле, ако се живи и здрави, ја ве замолувам, направите им муабет или пратете ми контакт да им се јавам, чисто да може би 2-3 збора, ако неќат јавно, приватно да им се јавам, да поразговарам, може би и јас ќе добијам идеја што и како е понатаму и така натаму и така натаму. Во врска некако да го зачувам од заборав ова, да ја зачувам од заборав Ванила. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте? Моето сеќавање за Ванила. Како девојче и дете живеев во кругот каде што Карши рекорд позади се гледаше како се пече бурекот. Како деца игравме во двор, тука имаше гаражи и секој ден одевме позади и гледавме како се пече бурек, како се прави месото, затоа што тогаш немаше клими. Нормално вработените седнуваа позади да одморат, да се напијат кафе и така. Моето сеќавање за Ванила е Ванилата Карши рекорд, каде што прв пат со другарка ми Сонја на 11 години, тоа е негде 72 година, не пуштија да седнеме и да јадеме по осминка бурек. Моето сеќавање за Ванила е Ванила на улица Гоце Делчев, сегашна мислам дека е Максим Горки. Јас живеев на тогаш на улица Иво Лола Рибар, сега е Никола Вапцаров, број 5. И таму имаше прекрасен сладолед во едни големи контейнери метални и едно топче беше 5 динара. Збориш она машина што вртеше? Да. Една сега зелена, зелено-бела машина. Да, сега да замижам ги гледам пред мене како буричкаат во тоа, ќе отворат, внатре се врти и една топка 5 динари. И се сеќавам дека за мене најубав колач, не познавам никого кој е жив, може би и работел таму, за мене најубава сладка произведена во Ванила беше така наречената Валенсија. Беше тркалезна, дното беше од прегорен шеќер со ореви, со некаков кремаст крем, со дебело чоколадо од озгора и крупче од чоколадо. Значи, кога некој би ми го кажал рецептот за Валенсија, јас би била одушевена. Инаку, тука сум ги носела и своите деца, 80-тите години. Потоа стана Житолукс, па имаше некакви глувчиња, меѓутоа не беше тоа. Моето сеќавање за Ванила во трговски центар е дека мене воопшто не ми беше интересно излегувањето таму, затоа што живее во центар. Меѓутоа сите мои школски другари кои беа од населбите, после школа се семнувавме на 57-мица, нели, во трговски центар и се качуваа горе. Никако не им беше разбирливо зашто мене таму не ми е интересно. Извини. Да? Дали гледаш во телевизорот? Гледам во телевизорот, да. Додека збореше, пробав да гуглам Валенсија стар колач, ми ги даде овие. Дали е нешто од ова те потсеќа да видам. формата? Валенсија, да. Не, ништо. Добро. Не. Значи, долу имаше отприлика сантим дебело, како гријаш, она што се прави. Округло беше вака, како шеќер? Не, тркалезно. Тркалезно. Топче? Да. Како топче? Немам ниту една слика и сега вака... Збориш како топка или како пресечен цилиндар? Тркалезно, да, како цилиндар пресечен. Долу дното, од прилика сантим дебелина, беше, го викаат гријаш. Тоа е прегорен шеќер со мелени ореви. И врз тоа имаше некаков убав крем и најодозгора, уште негде пола сантим, такво тркалезно чоколадно. Прекрасен колач. Нема, ништо не се појавува. Нема. Гледај, како барам Валенсија колач, ништо не се... Макар на фотографија да го видам. Јас да замижам, можам да го нацртам сега. Знам дека еден стар сладкар, кој порано работел во една воена установа Вардар, работел порано и во Ванила. Дали е тој жив, не знам. Вардар беше многу јака. Да. Беше
Јас сум тоа беа кантините за Кантини, жена така, во значи тој Македонија. човек имал Аха, и кажи. тој човек се префрлил да работи во војната установа за да му дадат стан. Меѓутоа, искуството што го имал околу фонданите, околу колачите, било непроценливо. Така да толку знам. Океј, фала ти многу и ова е... Не можам да најдам. Еве, ако погледнеш, напишав на кирилица Валенсија Колач, се некои... Може би уште некој му бил омилен, па ќе се сети или може би има фотографија. Фала ти многу. Во Чао. секој случај, чао, поздрав, фала ти многу за јавувањето. Во секој случај, вие после емисија или кога ќе гледате реприза и така натаму или на YouTube или снимкава, пратете ако имате нешто или пишете ми, со задоволство ќе биде прочитано. Ако не ви одговорам, не значи дека има премногу обврски, но ја би ви бил благодарен за се во ова. Верувајте дека и град Скопје е заинтересиран за оваа приказна. И град Скопје и Данела е заинтересирана за оваа приказна, значи овој шарм на Скопје, и за тоа зборам да се проучи, па дури и овие поновиве. Значи, не само, например, и кога почнуваат, кога ќе ја завршиме Ванила, ние ќе се сетиме и на овие актуелниве, што се продавници, нови сладкарници за торти и така натаму. Од еден ден и тие може да исчезнат, барем да остане материјал некаков за некакво сеќавање како шармот. Мене искрено ме боли на History Channel кога ќе отидам и кога ќе видам и кога ќе речат вика овдека пиво се произведува 1762 година, еве како го нацртал, еве како го правеле пивото, еве кој пиел пиво таму. Ние некако све здраво за готово, ни се фотографираме, нити архивираме, све си мислиме, тоа не знам. Но добро, никогаш не е доцна, а добро вечер за уште еден гледач. Ке имаме време за уште еден деца. Пред да направим. Здраво, Јанко. Здраво. Јанко, здраво. Ме подсети претходната господја, не ова, претходната која ви кажуваше за бурекчилницата до Бристол. Не во сам Бристол, молим? Дали е за Ванила Муабетов? Ало? Дали е за Ванила Муабетов? За Ванила ќе ви кажам, ќе упоредам со една друга. Тоа беше едно мало куќарче лево од Бристол сега, према железниска станица. Тоа сакам да потврдам и бурекчилницата карши бившо кино Младина. Вие не се сеќавате сигурно на Орце Николов после поштата. Не знам дали имате вие. Не, видете, друго ми е Паметов ми е сега за Ванила сега. Немам фото за. Ванила ги викавме, Ванила, али ова е све пред земјотресот, да ви кажам. Исто беа ова продавници на Ванила од пред земјотресот? Да, и само бурек се продаваше, сега да ви кажам. И ние као дечки, што се вика, јас сум во години. Чекај, малце ми е нејасно. Ванила е направена како сладкарница. Не може Ванила да произведувала и да продавала само бурек. Ме разбираш? Постарите скопјани, ја мислам, би се сетиле за овие, ја ви зборам за преземјотресот, али гледам дека тука се мешаат некои работи и затоа... Тоа, види, ја не се сомневам дека имало бурек џелници, ама чисто се сомневам дека тоа било Ванила. Затоа што ако продавало само... Да кажам една као анекдота. Фала ви многу. Да? Ало? Се исклучи? Жалам. Све убаво, ќе направиме некоја за најстарите бурек џелници, ви ветувам дека ќе направиме. Да останеме да чуеме уште малку за Ванила. И ако тоа навистина било Ванила, и интересен податок, ако точно знаете дека баш тоа било Ванила, нели? Ако не, да не го тргаме муабетот во друга насока, да им оставиме на оние што може би ќе им текне. Може би време ќе му треба некому и да се сети. Има луѓе кои не помислиле на Ванила 40-50 години. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, господине. Види, Јанко, јас сум 70 години и како студент 62 година бе во Стиф Наумов, тоа е во автокоманда студентскиот дом,
И кога се симнувавме од автобусот, точно пред ванила се симнувавме, тоа беше одма до Кармен продавницата и стварно имаше бурек фантастичен. Но јас сакам друго нешто да кажам. Имаше една друга сладкарница која беше исто така ванила, тоа е Карши, осмолетка беше тоа, пчела се викаше сладкарницата. Како? Таа се навоѓаше Карши тогаш на брза помош. Сега е тамо онај диагностичкиот центар на Чадловски на Прометко. Зградата постои, над сладкарницата живееше овој познатиот книжевник Митрев. Во таа пчела, потоа се стана ванила, имаше фантастични оние грчки баклави, кои беа многу поголеми од кои што ги има во нашите сладкарници, многу поквалитетни. Океј, браво за пчела сладкарницата. Сега ве прашувам дали тоа било ванила? Тогаш ќе висела, јас бев доаѓав на гости, иначе ја живеам во Скопје, ама не сум Скопје. Доаѓав на гости кај дедо ми и баба ми се викаше пчела. Значи, не е тоа ванила во моментов, да. Фала ви, во секој случај интересно, ама не е за вечерашниот мор. Валенциите точно беа фантастични. Фала ви. Ја такви валенци не сум сретнал повеќе. Лека ноќ и пријатно, нема збор. Поздрав. Ете, гледате какви места има. Ја очигледно треба да направам и една емисија за сите остане. Верувајте ми, чувајте го се во ова, да речеме во наредниве 5-6 дена, една недела, ќе направиме една емисија за сите овие сладкарници. Памтете, соберете фотографии, сетете се, ќе направиме една емисија, ќе собереме фотографии и ќе покажеме. Но сега да видиме колку не знаеме или колку знаеме. Ова покажува колку малку луѓе прво се сеќаваат на ванила и колку малку податоци постојат. Гледайте, ова е како некоја мистерија, како за тајната на гробот на Александар Македонски. Колку исчезнала, колку ја имаше. Бидејќи, како што рече, се симнуваше од автобуска не пред рекорд. Ја ќе ви кажам, имаше ванила кај Треска, имаше ванила тука на самата улица, имаше ванила на улица Водњанска, која е помеѓу Водњанска и Железничка. Тука имаше огромна една како барака направена и така натаму. На улица Маршал Тито, кај рекорд имаше. Имаше во ГТЦ, имаше во ГТЦ од спротивната страна. Во секоја населба обавезно имаше ванила продавница. Пред Ѓорѓи Димитров имаше ванила, ама мала, беше киоск. Бидејќи ванила не беше само сладкарница со седење да порачаш со тањерче, туку беше и како киоски имаше. Ама не ви текнуе затоа што кој гледал ти дека горе пишува ванила. А тие беа производите и така натаму и така натаму. Очигледно како ликсур дете мене ми останало по големо сеќавање и некој инат ме фати. Еве 2 децении како ја терам емисијата, многу тешко доаѓам. Само еден ми се јави, имаше оригинална фотографија од логото на ванила и ми бараше пари, многу пари за тоа. Викам фала, не ми треба. Ја немам пари, немам намера пари да правам од сеќавањата на луѓето и онака ми е некомерцијална емисијата, нели? Но ќе беше убаво логото, па ќе го дадевме, па некој ќе го ставеше на мајца, на капа, ќе останеше нешто и така натаму и така натаму. Добро. Идеме со уште еден гледаш. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Ало. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Ќе ме вклучите? Да, вклучени сте. Јанко е овде, повелете, говорете. Па Јанко, големија телевизија Не ме интересира телевизорот што има кај вас, со мене зборите во живо сте во програма во моментов. Повелете, зборете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Вака, јас сум дете на ванила. Значи, првото вработување ми беше во 76 година. Браво. Кажуј сега до крај емисијава ти ја тераш. Значи, вака, ми сакам да кажам. Значи, ванила постои од 63 година, формирана од 4 приватни дуќани, Малага, Јагода и така натака. Ванила постоеше све до интеграција со Жито Лукс, кога имаше 68 продавници, лоцирани низ цело Скопје. 68? Браво! Леле, како се викате име и презиме ваше, господине? Јас сум Липчо. Љупчо. Да. Фала ви многу.
68 продавници до интеграцијата. Да, Добро? во интеграција на Житолук. Сликите што ги гледавте преска се во трговски центар во презимето нема да ти го кажам. Добро. Да. Ги имате мојот телефон, ако ви треба може да ме контактирате. Го немаме телефонот, Тоа ние немаме сликите што ги идентификатор. гледате преска се пред трговски центар во Стара Ванила, кај се собираме сите млади. Значи имаше во централното градско подрачје Ванила беше погонот во Тафталиџе. Беше факултет за слаткари и за буреџи, факултет. Што работевте вие таму? Работев во администрација и ја знам целата процедура. Значи од продажба, производство и така натака. И горе-долу некои артикли ги паметам, некои не. Во Скопје покушаваат многу слаткари да ги имитираат некои производи, само не можат. Треба специјални услови, например фонда фре, путер маса, коктел маса. Тие колачи не може никој да ги прави во Скопје, само Ванила ги правеше. Значи работев како комерцијалиста и ја знам целата проблематика. Дали би биле љубезни да се сретнеме, да земаме едно пишано или видео, како ќе одлучите така, малце повеќе да ми објасните. Или гостин да бидете... Каталог од тортите од Ванила, уште ги чувам. Имате телефон, може да ме контактирате. Немам телефон, значи немаме идентификатор, не го гледаме вашиот телефон. Не. У моментов ако не можам да ве префрлам во режија. Значи, дали го гледате телефонот кај што пишува Вибер? Да, не беше ја запишам. Да, и пратете ми контакт на тој телефон, а јас ќе дојдам, ќе ви се јавам прво, ќе ви исконтактирам и потоа, нели, како жив сведок, среќен сум 20 години чекам ваков човек да ми се јави. Слушај, јас ќе ви најдам и мајстори што се уште живи, што произведувале и бурек и што знаат целата процедура. За Ванила душно ме боли бидејќи сум првото вработување 70 година во Ванила. Имаше ли потреба, знаеш што ми е криво? Ај добро што се интегрираше. Зошто не се продолжи таа убава приказна на Ванила, тоа не ми е јасно. Немаше потреба да сгасна. 68 продавници, не ми се верува што ми кажавте. На територија на Скопје. 220 вработени. 220 вработени. Тука Житолук се не игра толку улога колку што изигра грците. Значи, го уништија двата погона за сладки, за колачи и бурек и второ продавниците. Од 218 продавници нема ништо. Каде се наоѓаат рецептите? Рецептите тоа може само да биде во архив на Скопје. Во архив на Скопје или во архив на Житолукс? Не на Житолукс, него во документацијата од Житолукс, ако има, иначе не ми се верува. Ајде вака се, ќе јас ќе се чуеме, ќе ви кажеме, ќе стапаме контакт што човек беше директно врзан со таа проблематика. Прво ви благодарам што се јавивте и да разберете. Мојата е само да го зачувам сеќавањето на една изворедна продукција, на еден извореден производ, на едно изворедно нешто што го имаше градот и кое од необјасниви причини, кои можеби ќе ги дознаеме низ разговор. Да не задржувам многу, не задржувате. Фала ви многу. Фала и на вас, пријатно да запишете го Виберот и пратете ми контакт. Ви благодарам. Важи. Завршена е емисијата што се однесува до Ванила, драги мои. Сега ќе направиме пауза, бидејќи конечно, верувајте ми, фала ви на вашите сеќавања, но еве, до ова требаше да дојде. Кога бев многу попопуларен, многу погледан, не успеав да дојпрам до овие луѓе. Не знам зошто. Но еве, конечно, после 2 децени, дојдов до нешто добро. Ја и Срđan ќе идеме и ќе собираме рецепти добри. Ја ви благодарам. Ви посакувам пријатна вечер, драга моја публико, и нормално ќе направиме кратка пауза, а потоа емисијата ќе продолжи интервју со двајца гости во една диаметрално спротивна и за публика, и тематски, и суштински, и културолошки. Тоа е музика за рок музика, поточно метал музика, македонска музика, посебен бенд
кој прв пат ни е гостин овде во емисија. Поздрав, лека ноќ и пријатно, кратка пауза, се враќаме назад во студио за 5 минути. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси.